Ja malo ću продолжа да имаме некој си поширок оквир за разговор. Мене ме знаете, жабе да кажу дека сум се подкоречки, посебно ти сакоше, посебно за потенцирање. Тој имаше подгорци, бидеше каже. Реално една од моите политички карактерни црти за изминативе 20 години е таа што ја два пати иста партија гласам на неја. И сега некој мисли дека е мана, ја мислам дека е добле, затоа што неодговорно тврдам во овие време во кое живееме со овие партии да ја гласаш два пати истата е харам. А да ја гласаш едношка, затоа што нудит некоја си подобра иднина, го сметам сосема логички. Разликата што имам чувство дека ми се сознавате, што нашиот и ваш пријател Палјоши во еден моја ми рече, аме валлахи ти се колам дека беса ќе себе два пати иста партија да гласаш. И ја реков иншала. Ако е тоа така, значи работите ми се движат на добро. Основна причина зошто релативно лесно донесав одлука да го поддржа движењето без. Една е целосната разочараност од постоечките политички елити. Втора е мојот немирен политички дух, нема да рече сега доста е поќе не гласам. И третата е најбитно што со пријателиве од деса имаме заеднички пријатели, а нивното и моето заедничко дружење ми дават за право да ви кажа на сите дека имаме можност и чест да се дружиме наистина со изварредно квалитетни, интелектуални, скромни луѓе кои што е заслужват во најмала рака шансата и поддршката наша. Барем тоа е моје видување, вие постепено ќе создавате ваша слика за која сега сакам да ви уведа дека немат во ништо да се разликват од мојата. Сега од искуство што го имам ја лично имано со партиите да бидам момент од секоја, која поголема, која помала, си зедов за право да во разговорите со нашиве браќа конципирам една специфика која што е карактеристична, да не речам дека е тоа некој си историски политички момент, ама е карактеристична и заслужи да биде потенцирана и да заземат сериозен простор во нашево ангажирање е тоа да од пријателите наши побарат движењето без да си имат посебен огранок кој што ќе ги поврзат населбите Лабуништа, Подгорци, Боровец и Октиси. И тој да биде огранок статутарно рамноправен со вториот струшки огранок и сакам да ви кажам дека е БЕСА единствената партија која што го направи тој по мене историски исчекор да дозволи формирање на огранок во нашиве населби. Затоа што огранокот не е ништо друго него потврда за почитување на спецификата на овие населени места и во историски, и во културен, и во како сакате други идентитет и спозданост. Тоа ќе ни овозможи не да се делиме од вториот струшки огранок, напротив, да бидеме мобилизирани уште поќе за да потврдиме дека нас местото ни е во движењето БЕСА, а да БЕСА ни возврати со можност да на овие наши простори конципираме политика и во економски, и во социјален, и во образовен, и во културен дел, што ќе е соглас од незината политичка платформа, али ќе и перцепират интересите на граѓаните од овие наши наслови. Многу отворено му кажав, а иште поотворено ми се согласија дека не може повеќе да прифата деца, млади интелектуалци од Лабуништа или од Подгорци да бидат влечени од некого за уши стругав за да му каже таму кого да поддржа за председател. Не реков, ние во селава наши ќе бираме наш председател. Нашиот председател заедно со уште еден член од председателството ќе бидат членови на Централниот совет на највисокото партиско тело на БЕСА на ниво на Република Македонија. Сакам да кажа дека линкот и комуникацијата од денес па натак преку движењето БЕСА на нашиве населби ќе биде не со посредници, него на директна линија. Нашите политички, економски, социјални и образовни интереси нема да ги испраќаме со посредници, него наши луѓе директно ќе ги презентираат. Нешто што сакам да се развие како култура на политичко размислење во селава наши. Да свите
го ставиме во приоритет на првите 3 места, и прво, и второ, и трето, интересот на населбиве во кои живееме. А после, како четврти, петти приоритет може да ни бидат и личните интереси. Затоа што ние мораме во Лабуништа да решиме прашањето со водоснабдувањето. Ние мораме во Лабуништа да го решиме прашањето со образованието, со културно-спортскиот живот, со инфраструктура, со сите тие сегменти, па после да размислиме дали за Ахмеда, Мирсада или не да имат и некое вработување. Зошто? Затоа што во системот на проценки за потреби на вработување во тој јавен сектор, ние нема да бидеме заобиколени, ама никако да не дозволиме заради моето вработување да го жртвуваме интересот на Лабуништа. Затоа што му го вработале Мирсада од Подгорци и Мирсад заборе дека Подгорци има потреба од еден куп на проекти кои што се изготвени, а немат кој да ја реализира. Сакам да потврда, односно да создадеме една нова клима на политичко размислување во кое целта, интересот ќе ни е населбата, ама сега не е срамота да се каже, кога тој интерес на населбата се задоволи, кога потребите на Подгорци се задоволи, нити е греота, нити е срамота во границите на можностите во секторот на јавната или државната администрација да имаме и својни Подгорци како подгорчани, лабуништани како лабуништани. Али не да ни се повтори ове што до сега не беше пракса. Вработа еден двајца од Лабуништа, па затворимо ја устата на лабуништани, завршена приказба. Вработа еден двајца од Подгорци, па затворимо ја устата на подгорчани, завршена приказба. Затоа што идеме во ситуација, тие наши луѓе што не ги вработват, тие се главните кочничари за афирмирање или реализација на некоја политика што ќе зазначи општо добро. И како верници, и како муслимани, чврсто сум убеден во едно, да бараш работа, па да и тоа преку партија не е греф, затоа што барањето работа во основа е барање на риск, што ти го одреди Аллах џелешану. Ама да бараш да го то прашање решиш на штета на целата населба е харам кој што ни на ова дуња ни на таму да се прескопи. Од тие причини сакам да си сме и отворени, и искрени, и јасни меѓу нас. Колку ќе постигнеме? Ви убедува дека ич немам шубе дека ќе постигнеме максимум. Зошто? Затоа што живееме во време во кое што ние сме носители на идејата во која вистината треба да победи на невистината. Ако некој може да живее со убедување дека невистината, криминалот и неморалот му е континуирано да добиваат избори, ја ви тврда дека тоа е заблуда. То може еднаш, два пати или три пати, ама не може тоа во континуитет да се случи. Не се случило досега да вистината трајно е изгуби борбата со невистината. Не се случило досега криминалот да трајно е изгуби борбата со честоста и правдата. Не се случило досега неморалот да трајно е добие борбата со моралните норми. Од тие причини ние јасно се позиционираме себе си на која страна сме. И воопшто немаме сомнеш дека на крајот ние ќе сме тие што победиле. Затоа што во крајна линија треба да живееме со убедување дека победиле оние што е спознаиле вистината, а не победиле оние што мислат дека живеат во некој си имагинарен, нереален свет. Зате денеска ми сме гости, а вие ни сте домаќини, ама ич не криеме, ако не кажеме дека од Подгорчани, од вас поединечно и групно, сакаме и очекуваме да ја добиеме во целост поддршката. Само под услов ако на вистина во нашиве проценки, во нашиве идеи, во нашиве проекти имате доверба. Ако мислите да ни дајте доверба затоа што го позинате Ахмеда, ич да не ни ја давате. Затоа што денеска може да го позинате, а утре може да има сосема небитна работа заради него да се спознаат идејата, да се спознаат визијата. Ако то се случи, а убеден сум дека ќе се случи, на крајот немам сомнеж дека ние ќе сме тие што на 24-ти, ако е на 24-ти или на 26-ти, ако е 26-ти јуни, дека ние ќе го учиме мевлутот и дека ние ќе ја учиме текбирите. Шубе ич нејан валуваги.
толку јас сакам да ви Ја кажам. едно сигурно знам дека со гордост ги повикам сите да бидат дел од ПЕС. Апсолутно. Ништо скриечи во себе. Ja do Со честноста Подгорчани што го имаме од горе председателот па до последниот член, со гордост ќе се обраќам кон секого, биди ти дел од промените кои што треба овие народ да си ги проживи. Сега една стара поговорка доста поучна, се